Петар Блажевски, ветеринарен доктор, специјалист по хумана акупунктура, екс новинар и водител на емисија, продуцент, йога мастер класа 5. И што може друго да дадеме? Така, љубител на природата. Љубител апсолутно на природата, практициран по традиционална кинеска медицина и акупунктура, така е сега звањето. Тоа точно да држи се што кажавте порано, патот ме донесе тука, едноставно тоа беше мојата обсесија. Реков јас кога ќе бидам, кога ќе пораснам, ќе сакам да работам или индиска аюрведа или кинеска традиционална медицина, не знам како така ми дојде тоа. Од секогаш сум ги сакал, кога сум ги гледал уште од книги, од телевизии, тие доктори како ги пристапот кон пациентите, начинот на диагностика, целата таа пропедевтика. А што се случи со ветеринарната медицина? Па тоа беше на друг живот. Завршив, дипломирав ветеринарна медицина. Од кога бев, дали за среќа или не, на пракса и на стажирање во други земји, од Јужна Африка до Словенија, до Англија, Романија, Грција, додов тука и видов која е разликата во менталитетот и до сваќањето на таа медицина. Што се случува со ветеринарната медицина? Ја, например, учев средно, не учев факултет, не студирав, не студирав ветерина, ама од моја генерација бевме 3 класа средно и имаше звер дечки, значи спремни, не само љубов кон животни, него и наука, и сака да помогне, и прогресија, и шетано, и патувано, и све. Имав другар што седеше со мене у клупа, значи он се читаше друга литература, не е само онаа книгите што ги учевме ние сите. Ептен беше дечко и сега дечко го поздравувам, не сме се виделе 100 години, ама он е некој IT звер ваму таму, имаме еден работи со безбедносни камери и системи, имаме еден, и тоа успешни дечки, еден има не знам колку фирми, има 4-5, више не знае што да прави. Освен она кое што се предлагало да научи. И зборам се, ајде ќе кажеш у еден клас сме биле 35 души, големи класови беа. Ај ќе кажеш не може сите да бидат ветеринари, окей. Ама од наш клас 0 има од 35, другиот клас Војче, го поздравуваме исто така. Поздрав до Војче. Еден што работи у пракса, се извинувам ако има и други, но стварно не знам дека има други. И третиот клас мислам дека нема. Значи од 3 класа збориме за некои си добри 100 луѓе, еве да кажеме, што учеле средно. Има АХВ, МАХВ, убутани лево десно, али зборам за пракса на прва линија, зошто си дошол у средно, си дошол ради тоа. Има 0 или еве еден господин. Така да стварно мене не ми јасно, еве што можеш да како можеш да го објасниш тој феномен? Јас се оградувам од разговорот на оваа тема. Добро. Знаете како ти кажа нивото, еве, викаш видов што е надвор, видов што е тука. Иако со тоа се слагам апсолутно. Така, велиш во средно колку имале од факултет што сме дипломирани, што сме биле. Па не работат, дали 15-20% работат на терен. Други се по агенции, по сосема нешто останато, некој се занимава со музика, некој со продукција, некој со било што друго, многу малку работат ветерина. Причината веројатно тоа е, поготово ние што сме имале можности да видиме на кое ниво е на секаде останато, околу нас, не мора некаде далеко да одиме. Кога се враќаме тука, кога ќе дојде човек со пациент на преглед и ќе му се каже што се треба да се направи, он вели не ти го кучев, јас толку не можам со него да се занимавам, ако можеш 2-3 инекции, стави му, ако не, сега крвни слики, едно, друго, трето, не може нешто толку со тоа, дај нешто ако може на брзина. И тој пристап, самото тоа ноншалантно сваќање некако ја девалвираше целата професија, барем во мој. Мислиш во поглед на стандардот, па прави некој таков глуп менталитет, или мислиш дека прво е менталитетот, па стандардот е као втора причина? Менталитетот, стандардот не е толку. Образованието прво, што е ветерина, колку е важна таа професија. Менталитетот да, оној финансискиот дел секогаш може да се дискутира дека е проблем, но не е тоа. За жал не е тоа најголемиот проблем. Оние што сакаат на вистина, тие земат и бездомни кучиња, па од џеп даваат пари за да ги, ако нешто имаат проблем, да ги лекуваат. Не е тоа проблем. Тоа може да е изговор само проблем, не е реален.
Стандардот е за нијанса на повисоко ниво сега, во споредба со пред тебе 15-20 години, да кажеме колку поминале веќе, ама не сме уште на тоа ниво, тогашно ниво на тие земји кои што ги спомнаа од страна, не сме ни сега на нивното ниво тогаш, а они веќе стигнале до многу високо ниво. Не, случајно тогаш За жал. кога одев јас по тие други земји, таму има физикална терапија за домашни животни, постоперативни неги или што Така. се не друго. Далеко е сосема. Акупунктурата која денес веќе ја зборуваме, 98 година или 97 година се работеше во Виена. За животни. За животни, Да, за да, да. животни. Ба јас се насочив сосема на друго, завршив и хумана медицина, студирав, Так. за да можам да одам на кинеска медицина, затоа што некако ми беше и ова дел од мојата обсесија да бидам и ветеринарен доктор, меѓутоа тотално тој некако да кажам таа визија ми се растори кога видов, кога се соочив на терен со кој менталитет е направо да му кажам, да го објаснам што значи ветеринар на секој поединец. Речи си не сакаа да слушаат, Така. не да ме да почнат тоа да размислуваат на таа тема. И па условите за чување, значи многу на најпримитивно ниво. Не можев тоа некако да го прифатам. Ние минатата година бевме во Шангај и домакините што не примија таму, они не однесоа во центар за акупунктура, првиот центар во свет. Има некој центар во Америка, али он е поврзан со универзитетот, директно е на универзитет. А ова е посебен центар каде што ќе се обучуваат буквално за акупунктура на кучиња зборам. Да. Има големи модели на кучиња и кажа дека направиле апдейт. Вика, ова е древна медицина, наша медицина, вика, као вие кои идете апчиња, вика, која пиете, за нас тоа е, вика, алтернатива, за нас прво е акупунктурата, па после, вика, за нас е сосема нормално. Буквално е така. Да, они тоа ни го објаснија. И вика сега за кучиња, вика, правиме апдейт на древна медицина што постои повеќе од 2 и нешто милениуми, значи над 2000 години постои. До 5. До 5. Правевме апдейт, вика, затоа што нешто ми објаснува со нервите, со крајевите на ти тоа подобро ќе го знаеш и ќе го објасниш, ама кажуваа дека кај кучињата прстите и нашите прсти не се исти, кај нив допираат 4 на земја, кај нас на пример се 5 и така натаму. И вика правевме апдейт, фактички рефреш со универзитетски исто така, значи студии, каде што сега имаат буквално модели, ја ги гледав тие, баш се сликав со многу се интересни, кучиња, значи од едната страна се мускулите на кучето, од другата страна се точките каде треба да се боцне и колку да се боцне и све тоа компјутерски поврзано и фактички ти кажува дали си ја дали си ја погодил и дали си влегол како треба и така натаму. Многу јако беше, се фасцинирав. Тоа беше еден огромен, значи билдинг беше стварно огромен, цел спрат беше предвиден за тоа. И беше нешто феноменално и они као ми викаа, бе дојди као ќе можеш да те научиме, па ти тоа на Балканот, бла бла. Викам, чекај, викам, ние сега имаме други битки да извојуваме, далеко сме од тоа. Ама еве ти си пробал, например, на животно? Не. Системите се претпоставувам многу различни, затоа што кинеската медицина е посебен медицински систем кој што го гледа организмот како мултидимензионално битие. Тоа значи дека покрај физичко тело, кое што сме го учеле, го знаеме, мускули, ткива, коски и така натаму, има еден паралелен организам, паралелен систем, односно енергетско тело, кое што е представено, да ги кажеме, со тие енергетски канали или меридијани, се нарекуваат. Топографијата на тие меридијани, односно нивното движење е многу прецизно. И за фасцинирање како тие луѓе пред 5000 години знаеле да го погодат точно каде се движи и денеска дека да е докажано дека е навистина така. Па така верувам дека кај животните е сигурно поразлично, си има и таму специфична топографија на тие меридијани и распоредот на акупунктурните точки. Јас знам како се мерат кај луѓето, како да се ради кај животно не знам. Кај луѓето има меркацун, палци, прсти во однос на два соседни зглоба, има начин тако се определуваат. Не знам како би се определиле кај животни, но знам дека сигурно од колеги во Загреб кои што работи ветеринарна акупунктура и тоа како добро реагираат животните на оваа техника. Што убаво. Да. Имаме многу полиња неоткриени кај нас и во хуманата медицина, за ветеринарната не збориме.
Имаме едно прашање многу просто. Еве збориме за кинеска алтернативна медицина. Она што го кажа Илија, за нас, за жал, тоа е алтернативна медицина. За нив алтернативна медицина се нашите хемии ние кои што ги примаме. Кој е во право, не знам, нека си одреди секој сам како мисли. Дали се поздрави тие што ја практикуваат таа медицина? Па знаете како, кинеската медицина постои 5000 години најмалку. И неколку илјади години таа била единствена Така. медицина и тоа била единствена медицина на оние кои што денес се најдолговечни и најбројни. Така е. Значи не може да не функционира. Апсолутно. Значи додека изучував јас оваа медицина, истото прашање на некој од професорите ќе го прашавме и они велеа тие точки функционирале 5000 години, не може да не функционираат денес. Значи многу подолго трајно е постоењето на таа медицина која што нарекуваме ние алтернативна, би рекол холистичка, или интегративна, или многу посоодветно да се каже, и кинеската и апсолутно индиската ајурведа, кои што се илјадници години медицини. Зборуваме она што е познато, а веројатно постоело уште неколку илјади години пред тоа, затоа што заедно тогаш немало лаборатории по контролирани услови, па еден опит да се направи неколку пати, па група волонтери, немало тогаш ниту животни за лабораториски животни. Тие луѓе се правеле следејќи и наблюдувајќи ја природата и законитостите на природата и незиниот ритам. Што во еден начин дава до знаење дека филозофијата на таоизмот има огромно влијание во развојот на кинеската медицина. Значи, како многу други медицини што почнале, така и кинеската медицина почнала уште од времето на шаманизмот. Или да кажеме оној анимизам, период на анимизам, кога луѓето кои што ги населувале континентите верувале и живееле со таа идеја, таа помисла дека секое живо суштество, растение или животно, во себе има и духовна компонента, духовен елемент. И тоа сознание потоа го имплементирали во нивните медицински дејства, да кажеме, не било тогаш тоа наука. Него шаманите што правеле и тоа било глобално расширено, не да кажеме само во Кина или во Индија, тоа било и во сибирските шамани го практикувале, племињата во Јужна Америка, другите во Европа, Северна Америка, индијанските племиња, абориџините во Австралија, значи насекаде било тоа, како еден тип на цивилизацијска вредност. Шаманите правеле контакт помеѓу нематеријалниот и материјалниот свет. Па дури денеска во кинеската медицина постојат 5 духови, кои што се многу одговорни меѓу другото и за психолошката состојба на човекот. И таму има смирување на 5 духови. Различни начини пристапот тогаш, секако во шаманскиот период и денес, но води потекло и се наоѓаат уште тие неколку елементи може да се препознаат дека ги зачувала оваа медицина. Денес ги зачувала затоа што таа утврдила дека се ефикасни, дека на тој пристап делува. И го спомнав тоа енергетско тело, тоа е многу важно затоа што исто како и на нашето физичко и на него му треба нега. Најчесто го забораваме. Обично да велиме на нашето физичко тело треба да му се посветиме, апсолутно е точно. Треба да имаме здрава исхрана, треба да имаме да практикуваме вежби, движење. Но го занемаруваме она друго на енергетско тело кое што е многу суптилно, но и тоа како емотивно. Значи, нешто како автономниот нервен систем. Не можеме ни свесно да кажеме, добро има техники кои што дел од јогата тоа може да го кревање на кундалини, тоа е сосема друга тема, да не ја шириме, но не може да кажеме сега тука сакам да ни се придвижи тој меридијан, нему да застане. Исто како што не можеме да кажеме, не знам, на жолудникот ај лачи сега ти повеќе храцел или на срцето не чупе толку силно. Не може, но тие системи се преемотивни. И тие емоции кои што кај кинезите се еден вид на внатрешен фактор на болест, најчесто се заклучени кај нас. Тоа се блокирани, се исклучуваат, например, неисплакани солзи. Многу често сретнава и во пракса ги среќава. Набиена љутина, гнев, фрустрации, комплекси. И тоа се на кое што стои внатре, а не го манифестираме, тоа е заклучена емоција. Да кажеме некому стоп, доволно е, кога често пати има и луѓе кои што се преголеми жртви во служба на сите останати, освен на самите себе, и еден момент телото вика сега стоп. Јас не можам, се развива хронична болест. И сега тука почнува она цела гонгота, да се бара чаре, да се најде лек, а кинеската медицина е пред се превентивна медицина. Па има
исклучителен успех како превенција. Значи има три начина. Едната е спозна го човекот во духовно битие, како дел од природата. Втората е превенцијата и третата е она која што најмалку сите ја посакуваме, терапијата. И бе, ако у првите две сме успешни, третата нема да не се случи. Но тоа, ете, и самиот развој на животот и динамиката малку не одделува од таа врска што имаме со природата, односно со ритмот на природата, со циклусите. Кинезите одат до таму што дури оној циркадијален ритм на 24 часа се знае кој меридијан е најактивен во кој период од денот. Па дури тие древни лекари ги повикувале пациентите кои што имале одредени проблеми да се јават кај нив кога треба да се третира болниот систем, кога тој меридијан е најактивен. И самиот ритм на денот и на природата биле долго време како некако закон. Тие луѓе не знаеле дека нешто би можело да води поинаку. Од таму се забележала и циклусот на годишните времиња, но и балансот кој што владее во самата природа како посебен систем. И тој баланс со милениуми обстојува и во една шума или во природа има инсектите, растенијата, вишите, нижите организми се држат во еден одреден број. Да, сето дека човекот малку не замеша прсти. Пред неколку години, сега не текна кога бев во на Јабланица ли беше некоја планина во посета на Леднички езера. Тие се од глацијален период некаде завршил, не знам, 9-10 години, пред 9 или 10 години. И езерата кои што се таму обстоиле толкав период со одреден, со точна рамнотежа на сите оние подводни тревки, алги, полжавчиња, сите организми кои што биле таму. И што се случува? Значи тој сите бил илјадници години, тој биотоп, ако кажем, бил илјадници години во идеална рамнотежа, одржувајќи ги во живот сите организми кои што биле внатре. И што се случува? Некој сточар му текнал и ставил бачиго со овци над езерото. И сите отпадни води влегуваат внатре. Тие отпадни води знаеме дека има премногу азот и фосфор, што се храна за растителниот свет во сите води. И кога тие подводни тревки и алги ќе го примат вишокот на тој азот, почнуваат неконтролирано да растат. Ја покриваат целата површина, со тоа оневозможуваат влесно сончевите зраци да продрат во подлабоките слоеви, каде што има тревки на кои што им се потребни овие сончеви зраци. Тие долни тревки веднаш изумираат, а со нив изумираат и оние организми кои што се хранат со нив. И еден таков биотоп во кој што има илјадници години идеална рамнотежа и обстанал, со едно мало невнимание, веќе е уништен. На оваа тема, извини, морам да те прекинам, скоро прочитав. Многу често гледам, јас имам пријатели кои што планинарат, па и јас, иако јас и да стигнам до некоја планинско езеро, нема шанси да влезам, мене ми се преладни и во лето и кога и да е. Меѓутоа ги гледам влегуваат во тие езерца. Нели се бањаат, се освежуваат после планинарење. Чиста вода е таа. Апсолутно, меѓутоа сега по ново еколозите, биолозите потенцираат дека сите ние на нас имаме креми за сончање, парфеми, дезодоранси, што и да е. Секој своја микрофлора на И микрофлора, освен сите овие хемии што секојдневно ги користиме. При влегување во тие езера ја нарушуваме тој баланс на сите растенија и животински видови константно. И нели еден отишол, друг отишол, станува атрактивно, сите одат, влегуваат, се бањаат, полека се случува токму ова. Изумираат животински и растителни видови илјадници години што живееле во тоа езерце. Да, и тоа е ендемично, нема од каде да ги донесете да го населите повторно. Така е. Тоа се како кристали. И баш имаше апел, ве молиме, немојте да го правите тоа. Значи имаме нели езера, мориња, каде што можеме да се капеме, бањаме, освежуваме. Овие езера се толку специфични, толку мали, толку издржале се и се што преживеале илјадници години, сега еден ги открил 100 води со него, нели? Да. Имаше некој таков апел кој што секако нема да се почитува, тоа е факт. Али баш интересно што го спомна тоа. Веќе разговорот носи на тие теми. Скоро некаде прочитав некој истражување кое што го мислам дека беше во Германија
споредбени, односно истражувања од 2001 година и денеска дека се 1/3 или 2/3 од бројот на животните на глобално ниво се уништени. И група научници дури апелираат дека до сега имало 5 огромни истребувања на нашата планета. И сите тие биле од катаклизмични, од вулкански ерупции, поплави. Ете последната што се случила пред околу 60 или веќе 1000 години, она кога астероид удрил некаде во подрачјето на Мексико, мислам беше па оној момент кога угинале диносаурусите и околу 90% од целиот жив свет. Но сите тие биле предизвикани од природна непогода. Сега е парадоксот што таа можеме да си ја предизвикаме самите ние, предизвикане од човекот. И не само кон природата, жалосно е што ние како, зборувам глобално, како цивилизација насекаде, гледаме што се случува, дури не мора секогаш да читаме по портали и телевизија, некогаш доволно низ прозор да погледнеме, да видиме која е нетрпеливост или хаос што се случува на улиците. Веројатно тој пак ќе го кажам некој динамичен современ начин на живот, глобализмот си го прави своето и гледаме сите она компетиција во се нешто, па дури се штампат книги, да даде ударот на конкуренцијата, толку чекори да го победиш тој и оној. Но во природата тој систем никогаш не функционира на долги стази да вроди со плод. Таму секогаш има соработка. Да земеме од бактерија, значи, тие се групираат во колонии, нема компетиција меѓу нив, меѓу членкиве во една колонија. Да земеме еден, не знам, мравјалник. Сите се во интерес на колонијата, ниту една нема компетиција каде да биде. Пчелните семејства исто така, се знае кој пчела работник, кој се стражари, кој се на кој се. Нема меѓу себе компетиција. И успеваат, мислам, што би се случило меѓу нив, сите би угинале за еден ден. И многу интересно за крошните или круните на дрвјата, нели кога ги гледате одоздола, уствари се приметува дека ни една не попречува на ни едно друга. Значи само за да може да го нели да дојде сончевата светлина и водата и се, сите се така совршено подредени, а ние за разлика од нив постојано сме во гужви, се буткаме, си правиме сами на себе ова баш што кажаш препреки, компетиции. Природата апсолутно во ниеден сегмент го нема тоа. Нема. И тоа кога има, тоа се прави да има еден природен баланс, да се одржи тоа. Да, некогаш високите растенија може да им попречат на пониските, но за да го одржат нивниот број, затоа што тие ако вираат премногу, па може да ги нападнат нивните стебла. Значи, таму има идеална, се е во идеална равнотежа ставена. И затоа кинезите ги имаат 5 елементи. Тие 5 елементи кои што се дрво, оган, земја, метал и вода. И тие секаде и во природата и кај човекот треба да бидат во равнотежа. Се вели кога тие 5 елементи се во равнотежени, да тогаш имаме добро здравје. Но кога ќе се случи едниот од нив да е во вишок, тогаш веднаш се губи таа равнотежа, затоа што секогаш тој што е во вишок веднаш почнува да ги напаѓа оние кои што се послаби од него и се случува проблем. Најпрво тоа е енергетско поле, да, потоа ако тоа потрае, се обидува, си има механизми како тоа да се исправи, да се изравни, но ако трае некаков фактор на болест подолго време или некоја емоција да трае подолго време, тогаш се прави болест. А емоциите понекогаш, особено емоцијата страх и паника, трајат некогаш и со години. Например, и тоа е многу лошо и да често среќавано, се случил немил настан, секому може да се случи, секој бил сведок на таков немил настан. И во моментот кога тоа се доживува, во нашата подсвест се мапира таа емоција. И тоа се мапира не само гледката, случката што се гледа, него се мапира од воздушен притисок, температура, влажност, мириси што влијаат и сите хормони кои што биле активни во тој момент во нас. И таа мапа постои во подсвеста и кога ние, можеби после 5-6 месеци, година, 2, особено ако често, кога и да се сетиме на тој настан, се случува активирање на тие хормони
и повторно доживување на таков стрес. Сега, тука е многу важна работа. Да ние знаеме дека тоа е минато, но нашите клетки не знаат. Тие се оново кои што се бањаат во тие гормони, кои ќе го осетат тој стрес, они специфично реагираат затоа што добиваат сигнал дека организмот е во, да кажеме, некој си има компјутерски израз safety mode, во нека посебна фаза која што треба да се сочува енергијата. И сите процеси на клеточно ниво се одвиваат доста забавено, затоа се надмине тој момент. И тој механизам е дал во ред физиолошки, затоа што природата претпоставила дека стресот ќе трае, но нема да трае со години. И тој е одбремен механизам, корективен фактор на клетката, која што ги блокира прекумерното трошење на енергија за делба или за било што друго, гледа само да преживее на основно ниво. Кога е во таква состојба, подолго време така мора да направи делба, затоа што не живее бесконечно долго. Новите генерации на клетки добиваат, може и многу често излегуваат со недоволно развиени со пореметена функција. Тоа се случува на ниво на протеини, на ниво на месенџер РНК, каде што транскрипцијата се пореметува, односно редоследот на транскриптираниот дел од генот. И новите протеини кои што ќе се создадат врз основа на тој запис, веќе се со променета функција. Па така да кажеме, софтверот го менува хардверот, односно емоциите кои што ги имаме доживеано некогаш, ако што нашето тело не сваќа дека се не доживува како сега, прави проблем во биосинтезата на протеините, кои што потоа ќе излезат, кои што ќе се вградат, ќе се направат нови клетки, ткива, дали тоа ќе бидат хормони, клетки од одбранбениот систем, имуноглобулини, новите генерации на клетки добиваат пореметена функција. И со тек на време ќе почнува да се манифестира како болка или како некаков друго хроничен здравствен проблем. На кој начин се третира таа? Во нашата западна медицина ќе добиете некакво апченце, нели, за Ќе ти рече на нервна база. Најбољи Да. случај ќе ти рече на нешто. Знаете Нешто како за ќе помирење. ќе ви кажам. Често пати Сакам да кажам дека не се третира изворот на проблемот, се третираат само симптомите. А да, знаете како, животот не е земјаден бели, он е тежок. Значи, Така. има секогаш различни осцилации, некогаш сме горе, некогаш сме долу, и тоа секогаш постоело. Прашате ги вашите баби и мајки, никогаш немале они лагоден живот седеле, па некогаш не тепале деца им крадале, значи им палеле по себе, значи не било тоа нестресно. А пак живееле подолго од нас и поздраво. Да, но сега некако за секоја таа емотивна реакција која што ќе ја доживееме во зависност од различен период на животот, има име, анксиозно, тако, и за секој има лекар што да се напише. Тоа вие што го кажете. Како се третира? Најпрвен се прави анамнеза, значи, и во таа анамнеза пристапот не е инвазивни методи се тие. Тука влегува мерење на пулсовите, контрола на пулсот, различно не е како медицината да се одбира тахикардија, аритмија, него се гледа од состојбата на самата артерија, зидот на артеријата, колку е стегната, колку длабоко се осеќа, на кој ниво се осеќаат тие пулсови. И тоа се интерпретира што може да значи. Потоа се контролира јазикот. Ја често ја прегледам ушната школка, затоа што тука има холографска слика на целиот организам и се знае кој орган каде е. И често пати може да се забележи некој црвенило, перутање, венички на тие места каде што има некаков процес во одреден орган. Во текот на анамнезата, да, има некои велат, кажи ми од кои здравствени проблеми ги имаш, јас ќе ти кажам каков ти е живот. Не денес. Кога ќе се направи таа анамнеза, посебно ако се работи за психолошки состојби, се носи лицево да го донесе, да си го да свати зошто го има. Значи, и целувањето ќе се случи во моментот кога он ќе свати зошто се нашол оваа положба. Тоа се анализира, значи доста психолошки се пристапува.
колку време е, каде е, зошто е, кога ги осетите, дали некој се случило нешто. Ќе гледате од што бега он да одговори. И дозиране и пристапот, пример, од моја страна, се знае каде е нечекај, каде он ќе се руши, до каде. Другата посета малце подлабоко. Но го анализираме буквално неговиот живот, каков бил, како е сега, како го посакува, од што не е задоволен. Знаете, не може секое незадоволство од животот да биде да се третира. Така има многу, не има тој проблем, стварно не е задоволен од неговиот живот. Да, тогаш добро, дали нешто не се потрудиле, работев на себе. Тоа е клише. На што себе, кој си ти? Работиш на она кој што си ти или на твоето тело? Сосема е различно. Иако тука, ако веќе влегуваме во тие филозофски прашања, јас велам не е најбитно кој сум јас, туку што сум јас. Кој има сосема друг начин води. Што сум јас е најбитното. Работам на себе, што на себе? Работам на некој на телото се билдаме, ме боли рамото, па работам на него, работам на моите емоции, работам на карактерот. Да, на кој дел што си незадоволен од карактерот, значи често пати има некакви забуни, да јас работам на себе, што читам дела и што извлековме од делата, па сум запамтил неколку цитати на тој филозоф и психолог и уште повеќе сме се врзали. Значи тие не сум јас против тие дела, но што се штампаат некакви книги, толку и толку чекори да подобар живот. Моќта на подсвеста. Моќта на подсвеста, тоа е едно окей, јас би. Марфи, Жозеф Марфи, тоа е уред, него се некои си, имаше некои трендови на запад, не знам, лайф, ваков, нешто пак со тие книги кои што пред се напишени за да се продадат, а колку тоа ги има од навистина тие чекори што се објаснети дека е така во пракса, веројатно не е дури, ја мислам дека кога ќе видиме дека откако ќе ја прочитаме книгата и сватиме дека сме ги направиле тие чекори, не се променило ништо, уште повеќе може да не фрли во некаква депресија. Но за да се сватат тие, тоа е процес, значи инстант решение нема, сите некако го бараме тоа инстант решение. Може да се почне од него, дела треба да дадеме да почнеме од јас. Значи не јас како тело, не јас како меморија, не јас како мисли, него есенцијата. Тука многу мене ми помага јогата. Затоа што сите оние кои што работат јога, да јас работам еден дел асана јога, че јогата многу е сватена како тренд за да стане некој јога атлет. Јогата да качи ваму, раката да извитка онаму. Претежно се води како вежби на тело. Добро, но тогаш што би била разликата од оној гимнастика што везба цел живот и може да ги направи истите положби, а не е јога. Значи јога е состојба на свеста. За да се смени начинот како ги пристапуваме кон животот, кон работите, како реагираме на него, че треба да работиме на нашиот карактер. А нашиот карактер почна да се гради уште од ембрионалниот, да кажем, развој кај мајката. Потоа одраѓањето, доста важен период од 2-та до 7-та година во животот, затоа што тогаш кај дечињата мозокот работи на фреквенција тета. Таа фреквенција е карактеристична по тоа што они како пример што го гледаат, го примаат, директно го имплементираат во нивната подсвест, го инсталираат, кажем. Затоа што тие тогаш немаат некој си предзнаење минатур да може да го анализираат дали ова добро го што се дира на мајкава, дали е лошо нашо фрла со не знам што, него тоа го сваќаат како да така треба, нели мама и тато се тие, мораме да учиме. Од 2-та до 7-та година, мислам дека и некој од познатите филозофи беше, не можам да се сетам со Платон или Сократ, не можам да се сетам точно, но знам, рекол дайте ми го детето до 7-та година, јас ќе вратам човек. Че карактерот почнува уште од тогаш да се гради. Потоцна тие образци кои што ќе се наметнат, би можеле да се сменат на сосема друг начин. Затоа што тоа веќе нас не станува како начин на живот и преку него несвесно ги обработуваме се она што ќе го видиме околу нас. И јогата многу помага затоа што низ техниките за медитација
полека сите оние кои што се присутни на часот се внесуваат во една пониска фреквенција на мозокот, каде што водени полека пристапуваат до тие фајлови, почнуваат да ги отвараат, ги обработуваат и ги елиминираат од себе ако не треба да ги имаат. Така, работата е доста комплексна и може да се Значи и доста психолошка во секој случај. Па, Или скоро и најмногу психолошка би рекла. знаете како болката е болка. И, во кинеската медицина релативно е доста полесно е чи да се придвижи. Болка е кога има блокада на циркулацијата. Придвижувањето на чи, особено која акутна болка, третман на болка е доста полесно да се изведе во однос на тие психолошки состојби кои што се со години. Болките што се хронични и тука има неедноставно некогаш да се, поготово фактор влага ако има насобрано, да држи неедноставно. Пак ќе кажам, сите сакаат инстант решение. Колку време ве боли колкот? Па има 4-5 години. И колку време треба да доаѓам, дали 2-3 пати ќе ми помине, нема да помине. Затоа што 5 години тоа ткиво е многу оштетено. Така. Да, би можело да се после одреден сет на третмани да се ублажат тие болки и колку толку да се спречи да прогресира. Секоја коскано заболување е прогресивно. Но поради недостаток на превентивно здравје, односно превентивен пристап, доаѓаме до сите овие проблеми кои што подоцна се доста комплицирани. Познавам многу луѓе кои што многу се грижат физички за своите тела, ова што го спомнаваш, редовно вежбаат, многу здраво се хранат. Сега здраво е дискутабилно, нели, овоќе и зеленчук, меѓутоа од каде, како пораснале, со што биле прскани, третирани и така натаму, ама еве да кажеме, изгледаат здраво, меѓутоа после одеднаш, нели, случајно слушаме дека нешто страшно им се случува. Фин си беше човекот, одеднаш отишол. Одеднаш му се случи или почина или се разболе од нешто, нели, најстрашно. Така, прво не е одеднаш, тоа сигурно. Одеднаш за тие што ќе слушнат, нели, како да. Меѓутоа има и луѓе кои што добро се чувствуваат и одеднаш не се чувствуваат добро. Да, затоа велиме, не гледаме колку е јак, силен грамат, колку е здрав. А здравието во кинеската медицина се тоа е комплекс од енергетското тело, физичкото тело и емоции. Јас претпоставам дека многу од нас не ни знаат дека постои енергетско тело. Јас имам слушнато, меѓутоа никогаш вака убаво не ми било објаснато. И најголем дел воопшто претпоставам не ни знаат. Не, и доста внимателно јас го презентирам кога треба да зборувам со нив, затоа што не знам како навистина како ќе го примат тоа. Ако им кажам јас енергетското тело или чи во тој дел имате дефицит заради тоа и тоа, прво нема да им значи ништо, а друго кога доаѓаат они секогаш кажуваат колку апчиња пиле, колку испиле од ова, колку од она, а кај кинезите не е така позната име и презиме на дијагноза. Па немало тогаш ни микроскопи, ни име и презиме на бактерија, ни на дијагноза. Таму они гледале како ве распоредот балансот на 5 елементи и како циркулира чи и крвта. И шен дали е мирен, шен на духот. Се состои од 5 елементи, шен, по Ј и Ж, тие се 5, кои што се треба да бидат, вели, секој во својот дом, или векам, секој во своето шише или во лампа, да се стои мирен. Оти кога некој ќе заталка низ тие ходници на нашата подсвест, почнуваат тие немирен сон. Телото секогаш нас не зборува, комуницира со нас, тоа често комуницира или преку симптоми, преку некакви изфрлање на кожата. Не е исто дали имаме тукавост, дали е грбот, дали е под јаблочниците, дали е начело. Потоа имаме немирен сон, реков. Не можеме да заспиеме или пак заспиваме, но се будиме ноќе. Се будиме во одредено време. И тоа значи што ако станеме, ако се будиме од 1 до 3 или ако се будиме од 3 до 5. И тука покажува некаква слабост на кој дел. Но ретко кој умееме ние денес тоа да го препознаеме, да го прочитаме како такво. Ќе се напиеме 2 диазепама, ќе продолжиме. И после одеднаш нешто се случило. Значи, треба тие здравјето кога сите тие принципи, енергетскиот, односно, да кажеме, електромагнетниот, телесниот, односно, атомско-молекуларниот, се во кохеренција, односно, работат усогласено заедно. А за храната, да, и тука повторно има малку, да кажеме, комплицираат кинезија, затоа што храната, односно вкусовите, и тие си се поделени.
Значи имаме ладна храна или храна со ладен потенцијал, топла и со топол потенцијал и вкусови. Сладко, кисело, солено, љуто, горко. И сега таму велат они, да, овие се тие вкусови, тоа е потенцијалот на овој тип на храна. И се знае, во пример таа и таа сезона од годината, тоа и тоа годишно време, најдобро е да се јаде ова. А тука ние имаме во јануари јагоди, во февруари лубеница, имаме во мај грозје, краставици патлижени мислам преку целата година. Веќе преку цела година, да. И тоа веќе е аномалија во она што го нарекуваме следење на ритмот на природата, односно она кое што го има во таа сезона, тоа е она кое што нам ни треба. Зелената храна која што има најмногу во пролет, таа е најблагопријатна за црниот дроб. Тој резонира во фреквенцијата на зелената боја, годишното време, пролет или истокот, атмосферската појава, ветер, јутината ја содржи исто тој, но таа зелена храна тогаш му треба најмногу која што има и хлорофил за да се прочисти и вибрацијата која што му треба на тој орган. Се ни е дадено кога треба да го имаме, само ние тоа се нешто го правиме сега поразлично. Ја спомнавте храната, па да ви кажам, таму се има специфичност. Не е да ќе јадеме да имаме само витамини. Тоа е добро, го одржува физичкото тело витамините, но на другото не. Рековме здравието е кога е тоа комплекс комбинација од сите тие чинители. Така. А вака за некој што јаде цело време благо, што ќе му препорача? Горко да јаде исто време за Сега тоа. лупнав едно Има горко. 150 грама чоколада. Абе добро, можеш и 300 да биде, така да окей. Можеше. Слободно може. Може. Да, велат оние горкото од согорчливиот Знаеш, вкус и храни така, панкреатот. Сега ме замисли, многу често се случува емотивната состојба на телото да го тера да Да јаде благо. не само благо, некаков тип на храна. Да има потреба од некаков тип на храна поради емотивната состојба. Може, да, пак кажам, зависи која емоција и како, ако ги врзуваме од аспект гледано од кинеската медицина, секоја емоција си е врзана за посебен орган. Така. Па така да кажеме, љутината, гневот се врзува за црниот дроб. Еуфорична радост се врзува за срцето. Она преголема замисленост, секирации некој било. Слезинката и панкреасот. Слезен и панкреас таму се исто орган, елемент земја во кинеската медицина. Длабоката тага е белите дробови и стравот се бубрезите. Зависи кој од овие, веројатно е најизразена или доминантна во еден период, може би да имаме афинитет да земеме храна која што го подхранува тој орган. Значи, и сите овие емоции, ако не ги искажеме, не ги манифестираме, например, не знам, кога гледаме неправда, ќе удариме по маса. Нормално, здрав човек изреагира кога гледа така нешто. Не може да го, ако го проголта, веќе не е пријатно. Кога има тага, да, ќе заплаче, кога е радосен, ќе се насмее. Бајма некој велат, јас никогаш солза не сум пуштил. Или не ја возборува вистината, или е болен. Или е на добар пат да се разбере. Споруваме ако го доживува како тага, а не го манифестира. Ако не го доживува како тага, тоа е веќе друго. Но ако го доживува, ако он влија внатре, не го манифестира, тогаш се заклучува таа емоција. И тогаш може да го прави чувствителен орган белите дробови. Или, не знам, страв. Сега не знам, последно време премногу ги има случаи со страв. Многу ја троши енергијата на бубрезите. Да, може тогаш да имаме афинитет кон една друга храна, реков која емоција, но клучно за се е дека таа емоција мора да се манифестира, мора да се извади, затоа што тие внатрешни состојбата на внатрешните органи се манифестира и на лицето. Често пати кога ќе ме прашаат за убавината од аспект на кинеската медицина, изгледот на кожата, таму секогаш го кажувам истото. Лицето исто така холографска слика на целиот организам. Точно се знае кој дел што представува и брчки може да има тука, ваму, таму. Сега зборуваме за збрчкано лице кај возраст која што не е соодветно. Така, апсолутно. Или некаква развој на хронична болест која што е несоодветно младо дете со реума, например, да кажем, или
возрастен човек кој што ги има поминато оние пубертетски години со осип, со акне Да, по лицето да. или негде. Перутање на кожата, црвени полиња, бели, исто така подрачја или темни, кафеави. Да, тогаш може да не насочи да провериме како функционира тој орган. На уште на неколку места се знае каде се проверува тоа, да ни потврди дали е навистина тоа, така дали има оптоварување на тој дел. Но тоа не се мисли дека, например, ако кажем имате проблем во меридијан на црн дроб, дека нешто вас со црниот дроб ви е проблем. Не, тоа е функцијата во аспект на кинеската медицина. Ако трае, таа може да се манифестира и на физичко ниво. Но пред се мисли на енергетското тело, што го кажавме, и кој што често пати она го запоставува, затоа што не го знаеме дека постои. Моментите кога бил периодот на анимизмот, пак ќе се вратам назад, тогаш некако луѓето биле во многу поблизок контакт со самата суштина на животот. Се нешто што постои му додадувале духовна компонента. Одиме понатаму политеизмот како што дошол. Океј, ги извадиле од нив и сега ги на една одредена група му дале појави, дале одреден бог на шумите, на грамотевиците, на водите, на едно на друго. Пак да кажеме таа компонента некаква постоела. Потоа дошол монотеизмот, сите овие богови сме ги собрале во еден и сме ги спратиле надвор од планетава. И материализмот, научниот материализам, Исак Њутон, односно дека постои она кое што може да се види како материјална честичка, но и дека духовноста веќе не ни требала. Тогаш не ни била многу потребна и затоа има еден период кој што не се негува, не се зборува многу на тие теми како од особена важност за здравјето на човекот. Емоциите дан од друг аспект не од овој, но веќе сега има доста квантни физичари кои што именуваат тие ставови, велат дека чекате на постоењето, апсолутот почнува да на друго ниво, не е она само што го гледаме ние дека постои, туку има сосема други димензии кои што постојат и од кои што зависи се ова што се случува тука, односно дека причините за случувањата во материјалниот свет не се во материјалниот свет. И дури Дейвид Бом, тој е современ квантен физичар, тој рекол дека во универзумот се што постои се си е во една идеална рамнотежа и се е помеѓу себе врзано. Од таму се потекнува се онако што го гледаме, само различна манифестација, различен спектар на фреквенција, кој што се материализира како еден, како друг или како трет облик. И од таму се изворите на и причините, причинско-последиците за случувањата во материјалниот свет. И на тие луѓе преди илјадници години тоа се им било јасно. И така се однесува, значи кон посебна почит кон се што е постои околу нив. За разлика од сега кога апсолутно ништо не се почитува и духовноста е можеби на најниско ниво од кога постои човештвото, од кога нас ни е познато барем. Да, еди ако кажеме да се изразиме духовна еволуција, сосема оди на еден на друг правец, а не знам дали колку ќе успееме така, затоа преска напоменав многу и научници споделуваат тие стравувања дека вака како што се почнало, да ги гледаме ностоп на секој кршина, некои немири, некои војни, некакви си кршења копија. А човештвото единствено може да обстои ако секој, најпрвен секој како индивидуа, настојува малку да стане подобра верзија од себе и да се грижи малце повеќе за другиот отколку што се грижел лани или вчера, односно е социолошки момент. Етиката, етичниот момент треба да завладее, затоа што кога би се кренало, да кажем, човештка цивилизација на едно повисоко ниво, кога ќе почне да се гледа животот како поле за соработка наместо како компетиција, тогаш мислам дека ќе напреднеме цивилизацијски и глобално. Во друг случај навистина не оди на добро, да кажеме, затоа што се гледа
секаде се отвараат се некакви нови жаришта, геостратегии, геополитики, да се владее, да се манифестира сила на ово и на оно. Така не постои во ниеден систем во природата, ниту во еволуцијата. Ако се враќаме назад и од прокариотските клетки еволуирале кон еукариотски, така што се соживеале, се сплотиле како еден организам покриен со тој микрофилм кој што го нарекуваат, за настојувајќи да стане, ајде ќе кажам, поинтелигентно битие, затоа што интелигенцијата како се гледа кај тие организми. На самата клеточна мембрана постојат рецептори, тие се протеински честици, има и шеќерна компонента. И сега што е интелигенција? Интелигенција е перцепција на сигнал, интерпретација и реакција. Наедноставно да го кажеме. И колку повеќе од овие рецептори постојат на клеточната мембрана, би можеле да кажеме дека толку податоци таа клетка ќе може да обработи во единица време. Како компјутер, кој ќе не праши колку е моќен компјутерот, да се мисли колку податоци он може да процесуира, да обработи за единица време. Колку бита, па исто и ова. И како се групирале они? Целта била да се создадат повеќе такви рецептори. Тој микрофилм што ги правил, уште поголема површина била заземена на која што има повеќе простор за овие рецептори, за да може многу повеќе сигнали од околината да се обработат за еден период. Сега дека не се споиле во човек. Да, и човекот, гледате сега, еволуцијата одела така, значи така одела. Но и кај човекот, најпрви, и тој се групирал уште во племенски сојузи во едно, затоа што еден како единка не може да опстои. И сега мозокот толку може да собере во черепот, не може и правил крипти и набори за да има поголема површина, но веќе не може. Потребна е некоја наредна еволуција. Но за да се случи тоа не може со компетиција, но мора да има здружување. Секаде постоело здружување за да биде да се направи нареден еволуцијски чекор. А како третираме свеста и душата? Како ги разграничуваме? Тоа може да го малце филозофски ќе отидеме, Вау! Не, ама на пример кога зборевме преска ти кажа дека животните имаат душа. Да. Али немаат свест. Барем не според тоа ние како го гледаме тоа. Свест во смисла да ги За анализираме само себе работите. постоење, нели, дека за анализа и за Видете, човекот е најсложеното и најнапредно суштество на оваа планета. И он еволуирал тој мозок илјадници години, за жал сега го користиме деструктивно. Или не го Таква користиме свест, воопшто. како што има човекот, веројатно нема, затоа што бил човек. Сигурно, апсолутно постои. И растенијата имаат свест. Гледате, оно нема ни очи, ни ништо, но знае, треба да ја следи светлината. Ако го ставите тука, он оди кон изворот на светло. Кади да го ставите, а не ја гледа. Значи има некоја интелигенција, ја сфаќа, има рецептор што ја прима и реагира на неа, на каде да почне да се движи. Духот и душата, тоа се... Ајде, ќе одиме до таму. Светиот дух, земе како еден, ако земеме дека во универзумот постои еден универзален енергетски субстрат, да го кажеме, тоа може да го наречеме светиот дух на тело. Ако се случи ураган, торнадо некде, тоа е наједноставно ќе го кажем, една душичка. Значи, од ова истото, но оздвоена средина, но не е ништо поразлично. И е дел од самото тоа. Тоа торнадо, тие што се, така што го гледам како инка, тоа се оно честички на прав, се што има собрано. Да ги тргнеме нив, нема да го видиме, но постои. Значи, душата е еден аспект, еден сегмент од светиот дух. Односно тоа се многу истина. Мене ми одговара муабетот искрено. Баш ми се допаѓа. Значи, така да го детерминираме. Тоа не е нешто поразлично, но тоа е едното. Кинезите викаат хун, односно на кое што има се постоечко, постои во нас, влегува во нашето тело. Нашето тело е скафандер, кој што е носител на оваа душа, која што објаснив, за да може да биде во материјалниот свет. Тој скафандер треба да е здрав, ако попуштиме, каде душата не може да стои на. И сега имаме едно прашање, колку соработувате со докторите по хумана медицина, еве да кажам, регуларните доктори, како да ги наречам, не знам.
Оние кои што не се бават со алтерна медицина, имате ли соработка со нив? Би требало да се подобрува, за жал на тоа ниво не. Имам спознание дури дека во Кина во нивните болници во протоколите за секоја речиси болест и состојба се е вклучена традиционалната кинеска медицина. Сум слушнал дека постојат лекари кои што работат акупунктура. Колку ја применуваат навистина не знам, јас лично немам контакт со нив, него вака од луѓе што кои што контактирам. Слушај да ми ставале иглички ваму таму, но има тука една забуна се прави многу. Сега има техника една која што dry needling ја вика, односно миопунктура. И таа си апсолутно ефикасна во својот домен на делување. И користи исто овие монофиламентни акупунктурни игли. Меѓутоа таа нема никаква врска со медицинската традиција на Кина, на меридијаните, на 5 елементи. Туку иглата се боцка во одредени мускулни групи кои што се во подрачјето на болното место. Релаксирање на мускулот се постигнува и тоа окей, таа функционира. Но многумина е мешаат со акупунктура. Акупунктура, рековме, има посебен систем кој што иглите ги поставува во одредени точки на меридијаните. Па дури кога има некојаш третман, например, на главоболка, ја ставам игла во стапалото. Видите, чекате глава ме боли, зашто во ногата. Така функционира. Постојат канали кои што се, тој јанг канал кој што завршува и има парата долу. Кога се чисти, кога се празни, застојно тачи, зависи каде боли главата, има главока страна, чело, горе, позади, различен е и третманот. И уште една забуна постои, како беше ги меша, кинезитерапија и кинеска медицина. Така. Да. Да, сум била на кинезитерапија лактот еднашка. Не е толку за смење, ама не ме чуди, да. Кинезис, кинетика, движење, тоа за физикалната медицина и апсолутно и таа си ефикасна. Но нема врска и таа со Кина. А колку соработувате со докторите што се бават со квантна медицина? Јас лично не. Не, така. Јас лично повеќе соработувам со гинекологија, затоа што гинеколошки проблеми доста добро се лекуваат со кинеска медицина. Со повеќе техники има кинеска медицина. Позната е најмногу акупунктурата. Има тука мокситерапија, тоа се потенира. Меѓутоа ти лично се бавиш со повеќе сегменти на кинеската медицина, не само со акупунктурата. Так. Мокситерапијата и со тука винтузите се тоа се некако чашки, гваша, Што е гваша? Гваша се, сте ги виделе сигурно, тоа се некако алатки како плочки се, со различни форми. За масажа на лице, например, што ги рекламираат најмногу? Так. Тоа е алатка која што се користи за секаде каде што има стагнација, што треба да се раздвижи чикаде, што треба да се раздвижи крвта и циркулацијата. Значи некој вид на масажа, да кажеме, се класифицира како масажа или? Кинеската масажа е тујна, тоа е малце по-различно. Ова баш гуаша, односно кај гуашата се поминува енергично и треба да се појават петехи и крварење, како точкасти крварење на кожата. Дури вака малце изгледа како некој со стакови да ја удира некој, но после тоа наредниот ден може малку да е непријатно прави таа, може да има и подливи и се, но попушта. Така. И штом се придвижи циркулацијата и чи во еден орган, плюс акупунктура да го лабави малку тие текови, па и нервните болки, тогаш веќе се постигнува цел резултат, но по-комплексно е. Например, техниката пуштање крв. И тука смета дали е тоа исто што арапската хиџама. Не е затоа што кај кинезите има многу прецизно одредено кога треба да се пушта крв, кога не треба, кога е контраиндицирано и каде не треба да се боцка. Верувам дека има и кај хиџамата нешто такво, но не ја знам. Кај хиџама повеќе крв се пушта, кај кинезите тоа се неколку капки се. И сосема доволно за да се осети опуштање, ако има, например, негде блокада, па дури покачена температура и со притисок. Тоа се принципот на крвотечење, капење крв. Изведбата на самата техника е различна од хиџамата, но исто така и моксата, тоа е како цигара.
тоа е пелин пресуден, цигара се пали, се жари, и со жарчето се движиме по одредени меридијани и акупунктурни точки. Според многумина тоа претходило на акупунктура. И тоа секаде не се употребува, некаде дури контраиндицирано. Затоа првиот контакт, односно прегледот да се види каква е состојбата, полна состојба, празна состојба, полна топлина или празна, дали јин јанг внатре напор, значи има тука еден процес кој што се поминува за да се погоди точно што треба да се работи. Да, некогаш ако се сгреши може да биде полошо, зависи од која техника се работи. И инаку ако е земена точните податоци, ако се направи добра анализата, и некогаш не дава точно. Не кажуваат кога боли вчера, ствари се гледа дека тоа не е вчера. Не завчера. А дали има дел хипноза во кинеската медицина? Хипнозата постои како? Не, јас ја немам третната хипноза. Може би во некој си пагански период кога постоело оние шамански ритуали нешто да постоело, но сега во она што ја нарекуваат Библија на кинеската медицина, Хуан Динејджин се вика таа медицински канон на жолтиот цар, таа е напишана комплетирана, комплетирана некаде во период на владење на династија Хан. Тоа било некаде околу 200-та година да земе пред новата ера. Тогаш е Сувен, тогаш е комплетирана таа книга и таму се напишани сите овона материја, медика формулации, како да пристапите, како се боцка, како се третира. Таму нема хипноза како. И кога сум видел сега некои видеа има за хирурги, хируршки интервенции кои што се изведуваат под хипноза, наместо под анестезија, под хипноза, тоа конкретно во француски болници сум гледал. И ме интересираше, например, еве како замена за анестезија, они го користат, што е замена за анестезија во кинеската медицина? Акупунктура. Акупунктурните игли. Јас имав професор, додека изучував кинеската медицина, он е имал анестезирано сопруга да го се пораѓала со акупунктурни игли. И женава да ги имала болови, но без ништо, само со акупунктура и со стимулација на матката, жената била нормално си се породила. Значи тоа е, можам да кажам, за акупунктурата е. Со какви проблеми најчесто доаѓате нашиве сограѓани тука барем? Нашите сограѓани се уште она некако владае мислење дека акупунктурата е единствено за болки. Кичмата, не знам, коленото. Ве боли вратот. Вратот, да. Се будите со згрчен врат. Да, вратот, мигрена, не знам, најчесто доаѓа за тоа. Иако во последно време имам неколку случаи доста се со анксиозност и психолошки такви проблеми и одлични резултати покажа. Супер. Да, дури јас не можев да верувам дека толку брзо тоа ќе изреагира кај луѓето. Душа беа помлади и одлично изреагира, значи кај тоа инаку се користи за буквално за себе. Неколку години таа била, нели рековме, единствена медицина кај кинезите. Јас дома кај исто на моите деца две имам, ја користам и кои имаат и настинки, течење на нос, кашлање, веќе се навикнати. Так. Син ми поготово, он беше нема никаков проблем да боцне игла, ќерка ми од 7 години и таа исто имаше најчесто за тоа. Так. Тие проблеми со кои што се среќавале дома најчесто, настинки, прелади, некои си благи форми на бронхит, па се да ги опуштија малку тие меридијани кои што минуваат. Белите дробови, самиот елемент метал да се јакне, пошто белите дробови се елемент метал. Преку чајчиње хербална медицина и плюс акупунктура со индузија, односно со чашките, што поставуваат на одредени точки на грбот и добро сме поминувале, одлично. Сега кога више спомна хербалната медицина, предпоставам дека препарачуваше некаков тип на билки. Се наоѓаат ли кај нас доволно квалитетни билки на нашите простори или сепак мора да се увозни баш кинески традиционални? Не, традиционалната хербална медицина кинеска, јас како таква чиста не ја практикувам. Така. Тоа се сите, прво, ја имаме спомнато, не е изучено, тоа се сектори. Акупунктура или хербална се. Хербалната медицина е многу интересна, но
тука тоа малце ми беше клизав терен, затоа што тоа се билки и рокови на траење, имаат голем простор за чување, и сето тоа беше доста комплицирано, беше да се насочам кон тоа. Така. Но доволно ми беше пренесено знаење од таа хербална медицина, особено за оние билки кои што се и тука може да се сретнат, за да може да се применат. Да можам да ги практикувам и да ги препорачувам. Најчесто во билна аптека Так. ги посочувам на луѓето да ги земат, затоа што билките таму исто така како храната, многу е слично. Они имаат, освен тоа што имаат нели функција ладење грејење, имаат тропизам кон одреден меридијан. И многу добро делува кантеринот, има одличен тропизам кон меридијанот на белите дробови. Одлично е како чајче, како за поддршка при третман на кашлање, на респираторни проблеми. Така. Да. Баш интересно, знаеш кога ќе се навратиме на времето, еве нашиве баби, дедовци, прабаби, прадедовци, нормално медицината не била толку развиена, ама и тогаш имало некој што ги разбира билките малце подобро од другите и точно знаел што како да им препорача и те функционирале на тој начин. И сега нели она умре од стомакот, умре од Да, затоа не ве молам не си ги канцелирајте дедовците. Ова е една шега од претходна емисија. И функционирале, да. И сега нели кога ќе се случило некој да почина од стомакот, почина од главата, почина од раката, нели така не толку конкретно, али секогаш имало некој што ги разбира билките и кај него се барало помош за лекување. За се нешто и не само И тоа. успешно било. Апсолутно било успешно. Не само тоа, бе. Сите сме растеле со баби или со родители. Така да. Се смееме најчесто она бега од промаја, па само тука кај нас. Кај кинезите еден од основните фактори за болест е струј ветер. После ладно, влага, немој да се диш на кревата, влага и ќе те фати стомаково она. Ги знаеле дека тие се фактори за болест, потоа се сонце, немој на сонце сончаница, исто така топлина и сувост, жештина. И во кинеската медицина малку само ќе дам осврт за да на друга мудрост да се надоврзам. Чи, енергијата чи која ја примаме, еден од начините на примање на чи е преку дишењето, друга преку храната. Има медитацијски техники, чигонг или слично, кои што може да ја насочат и да ја рафинираат таа енергија. Имаме и од родителите земено. Чи, која што е како потенцијал во нас, но откако ќе влезе, ќе примиме таа енергија, може да добие различен квалитет. Еден од тие типови на чи се нарекува веј чи и одбранбена чи, која што е прва линија на одбрана, кога ќе се соочиме со некој надворешен фактор. И кога, например, сме биле на ладно, на ветер, не дувало, не студало, не наврнало дожд, кога тие фактори влегуваат, или особено ако сме били исплотени па надвор да излеземе, тоа не е никако страшно, нека не забраваме, тој туширан па надвор бањат, многу е точно, затоа што порите тогаш се многу проширени. Факторот ветер или ладно низ нив влегува право внатре во организмот. Кој ќе кажат во коски ми влезе студот. Точно така, значи низ тие пори влегува како ласер внатре оди во нас. И прва линија на одбрана тогаш е уичи, излегува таа под меѓу мускулот и кожата, излегува, се повлекува и друг од внатрешните меридијани, оди кон површината, тогаш ни станува, губи малку температура мускулот, и многу чи излегува надвор, па почнуваме да се тресеме. И уечи оди кон површината. Треба таа енергија колку што е можно повеќе да циркулира за да постигне себе. И што правеле бабите? Масажа со ракија. Да истрие кожата, односно да раздвижи таа чи циркулацијата на крвта колку што може повеќе. Значи биле како, не знам, шамани. Значи тотално такви знаеле па тревки, тоа било нешто што го знаеле. Тревки, оваа тревка во вино, оваа тревка во ракија, оваа во масло, таа стои по ценка, оваа на сонце, алхемија. Да. И тоа функционирало. И ден денес кој ставаме, не знам, кантарионово масло, ракија со гранче од, не знам, од рузмарин или варено вино со, не знам што таму за едно за друго. Значи, тоа се постоело и само сега сме малку одвоени од тоа. Многу сме одвоени од тоа, да. Да се врземе, да се дојдеме до
корењата. И што ќе правиме еве нормално со текот на времето, како што и си наложува природата, нормално нашите баби, дедовци ќе си заминат од овој свет, ние не го учиме повеќето од нив. Кај нив било многу традиционално, нели се пренесува, сега имаме една блокада апсолутно. Не може да се пренесува, дури ни е смешно на некого тоа. И не веруваме на тоа. Да, а тоа е богатство. Гледате кинезите на кој ниво го кренат, индиците на кој на секоја си го негува своето И го негува, автохтоно. токму тоа сакам да го кажам. Гледа да се шири тоа. Еве, јас што сум изучил, знаете колку бил среќен кога би можел таа тука да се шири. Има центри што може да дадат добра едукација тука. Стварно би ги охрабрил само право, само напред. Нека се шири, нека го има тоа. Исто нашата медицина, народната медицина. И тоа е вековна мудрост што се собирала таму. Значи, само да земеме, ајде ги спомнавме во алкохол, а колку мазеви, мелем, креми за едно за друго, не знам, растение гмечено, добрено за одлици, за водило, за све што има, но тие некако, дај сега како, да нека гмечам коприва да ставам на коленото, дај ќе се напијам 2 кетонала или нешто да пројде. А поминува, значи, најде некој доволни се облази од гранки од врба, во вода да отстои тоа да се го испушти. Салицил, на природа салицил, тоа не аспирин што го пиеме. Природниот салицил, саликсалва, односно врбата, да се исцеди тоа во вода, мислам, се екстрахираше во алкохол. Не може да се истолчи, да се измечи, после да се прават компреси, со тоа многу подобро ќе делува и подолго трајно да ги менуваме тие компреси, него да се мачкаме со тие туби што се мазеви. Тоа е природно, а не секоја кожа може да ги поднесе тие природни, оние синтетички аналгетици. Така е, јас тргувам од себе. Значи скоро се тоа мене ми пречи. Реално. И мислам добро, и ретко сум имала, фала Богу, потреба да го користам, меѓутоа има луѓе што се поосетливи. Да има и кожата ја суши, црвени реакции, може да има некакви серии. Да. И реално дејството е релативно краткотрајно. Што нормално е очекувано, затоа што поентата е нели да не ви треба само едно тубиче, туку да ви треба и второ, и трето, и десето. Да бидеме реално така. Ова немој да го сечиш. Е пократка, елиминацијата е побрза. Затоа со компресите што се со етерични масла може да се комбинира, тоа е цела друга наука, некогаш може да зборуваме ароматерапијата. Како компреса многу ефикасно. Петар, фала ти многу, Петар Блажевски. Стварно супер. Таман работа. Не, знаеш како јас би сакала да дискутирам и за ароматерапија, да ги поделиме за посебни сегменти. Се што можеш да ни понудиш и сакаш да го промовираш и да го да ја пренесеме мудроста на кратко. И морам да признам, јас осеќам некоја многу убава смирена енергија денеска тука, не знам дали осеќаш ти. Знаете како можем, знам за она кое што, неколку теми кои што можеме да разговараме, за тоа што кој е од овие теми да Ни кажам, извиним што те прекинам, сега сум под импресија. Ни кажам многу едноставни работи за кои што многу од нас не знаат, а се исклучително значајни. И верувам дека многу луѓе ќе помогнеме. Мислам, се надам дека ќе стигнува до доста луѓе. На вистина да го комплицираме. Сите сме некако изгубени во некакви термини, во цитати, во клишеа, во се нешто во она и а позадината, суштината на тие работи, тие зборови не ја знаеме. Да знаеме да повториме многу цитати и зборови, но не знаеме што тоа значи тотално. Што е Бог е љубов, а што е љубов? За едно значи едно, за друго. Така. Мен многу се свиѓа што еве како Петар, што е откритие за нас, стварно. Ми е криво после емисија што немаме некоја гледаност, ама не ради нас, стварно гајлење мислам за нас што не гледа. Јас си уживам у разговорот, и дека ти си гледам видеата и све, ама криво ми е што знаеш, мислам дека многу луѓе треба да го дознаат тоа, знаеш, и така некој откритие што ги имам, сикам штета што знаеш, не шукаш дали ќе допре, не знам колку ќе допре искрено, ама ова е перфектно, а све што го кажа, такви комплексни работи или работи што ќе кажам, мене лично, што ви кажам, ми биле смешни или што сум. И сега, начинот на кој ги представи, стварно ја треба да се замисли човек да се рече, чекај, зашто имаш тука и наука, ама имаш и логика. Да, стварно некако природно, мислам, стварно... Не секој ставка што го кажувам, јас го подкрепувам со научни. Значи, се ова што го кажувам,
може да се прочита во научен труд, Да. да се каже, да се презентира од рецепторите на клетката до самото транскриптот на Да. гените, до филозофските разговори Да. што ги водат, се може го има тоа некој следено и тоа се повеќе го следат, многу помалку се го слуша. Да. А тоа ги има кои го пишуваат, тоа Да, многу да. малку како мене ги бараат тие Да, трудови, да. да видат до каде е отидено, премногу е отидено, а што останува како вас иницијатива една супер, некој направи друго, од се негде да излегува Да. како Да. изворчина Да. во река, да се направи една Баш бидејќи сега и го правиме порталот и баш би сакале да имаме на ваква тема и артикли кои што ќе останат на порталот, кај што луѓето ќе може да ги консултираат, затоа што видеото е едно, како што каже ти, ама друго и пишан текст Да. кој што ќе биде насочен кон конкретни теми. Исто многу ќе биде со премногу науката многу навлезена и многу откритија има во кундалини јогата, некогаш може да и неа да ја разговараме затоа што тука е влезено до многу малку ќе спомнам и стварно гасните светови камерите и се Уживе, нема га. до самата физиологија на пинеалната жлеза, на епифизата, која што е исклучително важна за напливот и за манифестацијата на кундалини. Многу има истражувања тука и до многу е отидено, а тајната е само тоа, ти кажам, затоа што знам дека сакате геологија и со деко што го работите со кристалите, изложбениот само што е прекрасно, дека внатре има кристали. Да, кристалчиња кои што се како се вика онаа форма, ја заборавам, како исландски калцит, како кога е ромбоедар, вајда ромба, ама тродимензионална. Аха, да. Не знам како се Да. такви кристалчиња и пиезоелектрицитетот кој што ќе го произведат, треба да објасниме како и што го произведуваат, зошто го произведуваат, како го произведуваат, а внатре се затворен во черепот. Нека биде тоа да се некој. Сега мора Супер. пак да снимаме To be continued. одма, значи. Stay tuned. Stay tuned. Фала Фала ти многу, Петар. Не, фала ви многу и на вас, се гледаме, поздрав до сите.